Вести на Канал 8. Добар ден. Опасност за учесниците во сообраќајот и за возачите и за пешаците представуваат улиците околу градскиот пазар, посебно во четврток кога е пазарен ден. И покрај ветувањата од локалната самоуправа дека ќе се преземат мерки за подобрување на состојбата, проблемот и понатаму останува без решение. Заглавен или бавен сообраќај, блокирани пешачки премини со паркирани возила, викотници и нервозни реакции, проследени со свириши од возилата, е редовна слика на улиците Раде Кратовчи и Борис Трајковски во близина на градскиот пазар во Кочани. Во четврток, кога е пазарен ден, за да се помине растојание од неколку стотини метри со возило, потребно е долго чекање додека се расчисти метежот, зашто на моменти дури и сообраќајната полиција е немоќна. Тесните улици, паркираните возила на тротоарите или на самиот коловоз и присуството на граѓани кои како продавачи и купувачи доаѓаат или заминуваат од пазарот, често е причина за застои што траат и по десетина и повеќе минути. Не е поразлична состојбата и на останатите улици во околината, така што целиот северен дел на градот кон населбата Бавчалук и Браната градче се тешко достапни поради заглавениот сообраќај. Недоволниот паркинг простор околу пазарот и расфрланоста на тезгите по сообраќајниците и понатаму секој четврток останува голем проблем за жителите кои живеат овде. Токму во предизборниот период, сегашните кандидати, кои ќе бидат дел од локалната власт, мораат да размислуваат како ќе се решава актуелната ситуација што е непроменета со децении. Дали со поголемо регулирање на пристапот на возилата или пак целосно дислоцирање на пазарот е прашањето за кое треба да се размислува и да се најде вистински одговор. Освен неповолната локација, проблем со пазарот останува и продавањето на прехранбените продукти во несоодветни услови и на земја, поради што уште пред неколку години на седница на Советот беше побарано да се преземат мерки за средување на состојбата. Водовод годишно инкасира од 1,2 до 1,3 милиони денари од пазаришна такса и редно е да се интервенира со дел од овие средства. Се залагам предвидените средства во програмата по можност и повеќе што побрзо да се употребат за да се почувствуваат благодетите од подобрувањето. И покрај усните ветувања од општинската администрација и по неколку години состојбата со и околу пазарот не се промени. За разлика од Кочани, некои од соседните градови, како Штип, например, најдоа соодветно решение за сообраќајниот метеж околу пазарот со негово дислоцирање од централното градско подрачје. Затоа прашање е дали навистина градскиот пазар во Кочани и во иднина треба да остане таму каде што е, или би можело да се размислува за друга локација, како што е онаа кај Панагюрот или пак слична. Две малолетни лица од Виница биле потешко повредени во сообраќајна несреќа што се случила на една од улиците во градот. Поради сериозноста на повредите, лицата биле пренесени во болницата во Кочани, а оттаму се препратени на лекување во клиничкиот центар во Скопје. Два мопеда и автомобил учествувале во сообраќајната несреќа што се случила во Виница, а чиј епилог, освен материјалната штета, се и две потешко повредени малолетни лица. Според полицискиот билтен, во средата на 20 септември околу 17 часот и 35 минути на улицата Браќа Миладинови во Виница дошло до судир помеѓу мопед марка Франко Морино, што го управувал 26 годишниот ГС од Истибања, потоа мопед со винички регистерски таблички управуван од 15 годишно лице од Јакимово и патничко возило Ауди А4 со штипски регистерски таблици, управувано од 65 годишниот ДН од Виница. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобиле малолетното лице кое го управувало мопедот, како и неговиот сопатник на возраст од 16 години од Виница. Поради сериозноста на повредите, двете лица биле однесени во општата болница во Кочани, каде им е укажана лекарска помош, а потоа се препратени во клиничкиот центар во Скопје. Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и увидна екипа од полициската станица од Виница, а се работи на целосно расчистување на случајот. Брзината за управување со моторни возила е главната причина за зголемениот број сообраќајни несреќи во регионот. Според податоците на секторот за внатрешни работи, најголем број прекршоци кај возачите се регистрирани токму за таквото непочитување на законските одредби. Брзото возење и во населените места и на отворен пат
е главна причина за порастот на бројот на сообраќајни несреќи во источниот регион, што ги регистрирале надлежните полициски органи во првите 3 квартали од годината. Во дел од несреќите како последица имало и жртви, а евидентирани се и повеќе лица со тешки телесни повреди. Причината е и голема материјална штета кај возилата и урбаната и друга опрема. Контролите на патиштата во регионот покажуваат дека возачите не ги почитуваат сообраќајните знаци и подеднакво брзо возат и по градските улици, но и на отворен пат. Поради тоа, против 246 лица кои пребрзо управувале со возилата, од полицијата биле преземени и законски санкции. Од извршената контрола, 141 возач ја пречекориле брзината во населено место, додека 105 надвор од населено место. Додека 28 возачи извршиле непрописно престигнување, преземени се вкупно 246 мерки по горе наведениот прекршок, при што издадени се 191 мандатен платен налог за наплата на глоба и 51 возач писмено се опоменати. И понатаму, како црна делница останува патот Кочани-Штип, при што во 3 месеци од летниот период само на подрачјето што го покрива полициската станица од Кочани се случиле неколку потешки сообраќајни несреќи, од кои на една во близина на селото Чифлик загинаа 3 млади лица. Исто така непочитувањето на прописите е евидентирано и на улиците во градот, за што пример е сообраќајката од пред неколку месеци на улицата Тодосија Паунов, на која исто така имаше загинато лице. Според увидот на полицијата, главна причина поради која се случиле овие сообраќајни несреќи било брзото возење и покрај ограничувањето на брзината на движење во населено место, поради што надлежните најавуваат зголемени контроли и ригорозни казни за прекршителите. Во тек е постапката за набавка на дел од енергенсите за затоплување на дел од училиштата во општина Кочани. Веќе е објавен јавниот тендер за обезбедување огревно дрво за сите образовни установи во општината, а носители на тендерската постапка е секое училиште поотделно. 347 метри кубни огревно дрво ќе набават 3 основни и едно средно училиште од општина Кочани, кои овој енергенс го користат за затоплување на дел од објектите во кои се изведува наставата. За разлика од минатата сезона, годинава секое училиште е носител на засебна јавна набавка, за што има објавено и повик за тендерска постапка. Најголеми се потребите на средното општинско училиште Гошо Викентиев, каде е планирана набавка на 174 метри кубни, од кои околу 160 се за потребите на образовната установа, а преостанатите 15 на метри кубни се за територијалната противпожарна единица. За потребите пак на основното училиште Никола Карев ќе се набават 100 метри кубни. За подрачната училишна зграда во Нивичани, основното училиште Свети Кирил и Методи ќе набави 50, а основното училиште Раде Кратовче 23 метри кубни огревно дрво. Станува збор за набавка на буково дрво од прва или втора класа, а за што од наменските сметки на училиштата е планирано да се потрошат околу 960.000 денари. Цената по метар кубен е базирана врз основа на ценовникот на главни шумски производи на јавното претпријатие Македонски шуми. Испораката на огревот ќе се изврши по склучувањето на договорот за набавка, сукцесивно според потребите на нарачателите, што значи доволен период пред почетокот на грејната сезона. Во сумата за набавката на дрвата влегува и транспортот до објектите, што се наведени во тендерската документација засебно. Не запира измамувањето на купувачите. Гликозен сируп наместо мед и понатаму се продава во дел од маркетите низ земјава. Пчеларите од Кочани велат дека го има и на истокот, па бараат зајакнати инспекциски контроли и на етикетата да стои производителот, а не пакувачот на производот. Гликозен сируп увезен од Романија се продава како мед во дел од маркетите низ земјава. Увезена тегла со гликоза чини 80 денари, а на граѓаните им се продава за 3 пати поскапо и тоа како да е мед. За ова пред известно време предупредуваа и кочанските пчелари, но залудно, состојбата не е променета. За да се стави крај на оваа измама, пчеларите бараат зајакнати инспекциски контроли, бараат и измени на правилниците и на законите.
Се додека на декларацијата на теглата пишува само пакувач, ќе има штетни последици по здравието на граѓаните, без никој да одговара. На етикетата мора да стои кој е производител, а не кој е пакувач, велат пчеларите. Сведоци сме дека по маркетите има мед со многу ниска цена. Тој мед, тие велат, па има по 250 денари има мед. Значи тој мед е сомнителен. Сомнителен во кој смисол? Или нешто има што не е мед, или е увезен мед, што пак ние како пчелари инсистираме, ако веќе увезуват мед, да напишат дека е увезен медот. Дека е кинески, дека е молдавски, не дека, а да не го продават како македонски мед. Бидејќи македонскиот мед има добиено втора медала во Франција за најквалитетен мед. Не можете вие да продавате кинески мед под името македонски. И така апелирам до службите, да не знам тоа дали законско решение треба да се донесе некое, значи македонскиот мед како бренд да не може да го стават на странски медови. Затоа што сведоци сме, ние знаеме дека тие исти фирми од нас го откупуваат 250 медот, а го продаваат во маркети пак 250. Значи не е логички. Не е логички. Тие буду даваат некој мед што не е македонски. Не велам дека е фалсификат. Мед е, меѓутоа не е македонски. Брендот македонски мед ипак нешто значи. Од причина што неквалитетниот мед не може да се познае, апелот до граѓаните е да си купуваат мед од пчелари кои што ги познаваат. Мене ме прашуваат, вика како ќе познаеш. Не можеш да познаеш мед дали е фалсификат, тоа јас ви гарантирам дека не можеш. Затоа е најдобро да си купувате од пчелар на кого му верувате. Тоа е. Нема друг начин да бидете сигурни дека имате добар мед. Пчелар на кого му верувате, купувајте си од него. Пчеларското здружение Матица од Кочани заедно со претседателот на Сојузот на пчелари на Македонија оствариле средба со министерот за земјоделство, на која што го покренале прашањето околу пласирањето на неквалитетен мед во маркетите под името македонски мед и било одлучено, додава Колев, дека ќе се интервенира на терен кај инспекцијските органи да се врши позасилена контрола по маркетите и да се види каков мед им се нуди на граѓаните. Преку едукативни работилници, младите се едуцираат во областа на ликовната уметност. Друштвото на ликовни уметници на Македонија реализира една за изработка на мозаици, а другата работилница за изработка на витраж. Во Кочани се одржа едукативна работилница за изработка на витраж. Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани се одржа завршната работилница наменета за млади ликовни творци во изработката на мозаики и витраж. Едукативната работилница, која што имаше и практичен дел, ја реализира Друштвото на ликовните уметници на Македонија во соработка со Центарот за култура од Кочани, а истата ја реализираше Владимир Темков, академски сликар од Кавадарци. Целта на оваа работилница е едукација на младите таленти и да се доближи до нив ликовната уметност, односно изработката на витраж и мозаик. Витражот како ликовна техника многу малку е застапен во или воопшто не е застапен во работењето на младите и како техника сакаме, како ликовни уметности сакаме малку повеќе да го доближиме до младата генерација, бидејќи тоа е една гранка на ликовната уметност која што последните 20-30 години зазема голем замах во Европа и во светот. Во последниве 50 години се олесни работите на витражот, бидејќи претходно мораше да се прават од стакло посебни елементи, посебни форми и истите требаше да бидат нели сечени, па со оловни траки да се тоа сето спаја и денес тоа е малку упростено за среќа на овие млади, значи имаме специјални бои кои што се користат, тоа е течно стакло. Според Александра Димитрова, директор на Центарот за култура Бели Мугри, оваа едукативна работилница е убава можност младите ликовни творци од студиото за цртање и сликање при Центарот да се запознаат со изработката на мозаиците и витражот. Инаку ликовната работилница на Друштвото на ликовни уметници на Македонија се реализира 10 дена. Започна во Кавадарци, гостуваше во Битола и Прилеп, а со работилницата во Кочани завршува и проектот на Друштвото на уметници на Македонија. Со гала концерт и фолклорно дефиле заврши 32-иот меѓународен фолклорен фестивал Истибанско здравоживо. На фестивалот учествуваа над 500 фолклористи од 6 земји од Европа и десетина фолклорни групи и ансамбли од Македонија.
Презентирање на различни култури, традиции и обичаи, истибања, виница и соседството, деновиве беа во духот на песната и орото, со звуците на гајдата и тапаните. На фестивалот учествуваа над 500 фолклористи од 6 земји од Европа и десетина фолклорни групи и ансамбли од Македонија, кои неколку дена ја презентираа фолклорната традиција на земјата од каде што доаѓаат. Со гала концерт на кој што настапија сите учесници на фестивалот, заврши 32-тиот меѓународен фолклорен фестивал Истибанско здравоживо. Присутните ги поздрави организаторот и директор на фолклорниот ансамбл Китка Стојко Митковски. Жители на општина Виница и сите оние дојдени од сите делови на Македонија да го следат 32-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо 2017. Секоја година го организираме овде и навистина групите и оние што ги следат групите се воодушевени од самата програма што ја презентираат самите ансамбли. Организатор на фестивалот е фолклорниот ансамбл Китка од Истибања, а е под генерално покровителство на општина Виница со градоначалникот Емил Дончев. Фестивалот е културен бренд на општина Виница, познат ширум светот. Тоа го потврдува и учеството на странски ансамбли од Португалија, Украина, Турција, Романија, Хрватска, Црнагора, Бугарија и Србија. За време на фестивалот и престојот во Виница, гостите имаа можност да ја запознаат културата, традицијата, обичаите и храната на жителите од овој крај. Меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо финансиски е поддржан од општина Виница и од Министерството за култура на Република Македонија. Завршија Европските денови на културното наследство 2017. Од Музеот Теракота од Виница задоволни од реализираните активности и посетеноста и интересот за вредностите од археолошки аспект. По повод манифестацијата Европски денови на културното наследство 2017, која што годинава се одвиваше под мотото "Водата дар од природата", Музеот Теракота од Виница реализираше голем број активности, со цел музеот да биде отворен за посетителите и вредностите од археолошки аспект поместени во витрините да бидат достапни до посетителите. Генерална оценка на одговорните од музеот е дека манифестацијата поминала задоволително и во рамките на очекувањата. Имавме посета на стручни лица од дневни центри од Македонија, предавањата кај нас се на тема водоснабдувањето на виничкото кале во античкиот период. Имаме посета од ученици од нашите локални училишта и вчера имавме цел ден посета на учесниците од Истибанско здравоживо, тоа е меѓународен фолклорен фестивал кој 32 пат се одржува во Виница во село Истибања. Во соработка со Дневниот центар од Виница во рамките на манифестацијата беше направена посета и на етно куќата во Кочани со презентација на тема "Водата извор на животот" од страна на советник кустос Илинка Атанасова, како и посета на водопадите на Мала река и браната градче во Кочани. Почитувани, толку во вестите на Канал 8, ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.